Добро утро од Ресен, од убавата Преспа. Така, убавата Преспа, убаво рековте, убава Преспа која што ја личи за овие великденски празници да има повеќе луѓе, зборувам за целони преспански регион, меѓутоа со ограничувањата, со она што значи самосвест за оваа пандемија која што не снајде, веројатно нема да биде така. Каква е ситуацијата во Ресен, градоначалниче? Има ли лица заразени со COVID-19? Колку лица имате во карантин, можеби со решение, можеби доброволно, бидејќи Ресен е исто така регион кој што односно е област која што е во непосредна близина на Охрид, на Струга, на Прилеп, места каде што има повеќе случаи. Така, сакам да кажам дека до сега на територија на општина Ресен нема лица заразени со COVID-19 и ние сме една од ретките општини во нашата држава и за среќа немаме до сега забележено лице со заразено од COVID-19. Моментално на територија на општина Ресен имаме 4 лица кои се во карантин. Тоа се претежно повратници од другите земји кои ги поминале оние државни карантини. Претходно имавме исто така 30 лица кои беа во самоизолација и сега моментално нема ни едно лице во самоизолација. Сакам да кажам дека општинскиот кризен штаб, општина Ресен, како и сите институции, одлично се справуваат со оваа ситуација, но пред се сакам и благодарност и до сите граѓани на општина Ресен, кои максимално се придржуваат кон мерките и активностите на владата. Ние сме туристичко место, но и пред се и селеничко место, можам да кажам. Имаме доста повратници, меѓутоа максимално сме предпазливи во соработка со сите надлежни институции, пред се мислам на МВР. Добро, господинот Шапов од Богданци не информираше дека таму засега има напишано 2 казни на лица кои што не го почитувале полицискиот час. Каква е состојбата во Ресен? До сега можам да кажам дека, како што спомнав, граѓаните максимално ги почитуваат мерките и активностите. За жал, има и тука поднесено од полицијата кривични пријави на 2 граѓани од општина Ресен и уште 2 лица кои се од соседните општини. Градоначалниче, какво е расположението помеѓу земјоделците, односно овоштарите? Ресен е место каде што е болката, пред се им носи средства на повеќе семејства. Тоа е или главен бизнис или стран бизнис, но е место од кое што се заработува, но е всушност област, професија или занает од кој што се заработува. Се плашат ли луѓето за нивните пласмани со оглед на тоа што, како што предупредуваат и надлежните за опоравување од оваа економска криза, некои ќе треба да ги обновуваат повторно своите контакти? Така, Ресен е познато воштарски крај и баш во овој период од годината има значителни активности по воштарниците и до сега добро се справуваме со сите тие протоколи, односно вадење на дозволи, информирање на земјоделците и и минатиот викенд, кога имавме полициски час на цела држава, општинската администрација, ресорната канцеларија на Министерството за земјоделие, ги вадеше оние дозволи, ги упатуваше земјоделците и мислам тоа ќе биде и наредниот викенд. Тешки денови за земјоделците, меѓутоа можам да напоменам за среќа. Сега во овој период добро оди пласманот на јаболкото. Ова година, за разлика од минатата година, имаме добра цена
Јас се надевам дека со плановите што ги имаме како општина, односно и најавите за инвестиција на нови откупно-дистрибутивни центри кои ќе го осовременат значи оној процес на складирање, на пакување на јаболката, а и сега и со новата ситуација во нашата земја како членка што е во подготовка за влез во Европската Унија, ќе најдеме пласмани во Европска Унија. Градоначалниче, ви благодарам што одвоивте време за јавување во утрински брифинг. Овие разговори се важни за граѓаните, барем на своите општини, да ги добијат пораките од статковците на градовите директно. Чувајте се и во Ресен. Ке се слушнеме повторно во студиото доколку условите налагаат нешто такво. Се надевам дека ситуацијата секаде ќе се смирува, таму каде што нема нити да има, така па и зборувам за лица заразени со коронавирусот, така да се надевам и во Ресен дека ќе биде исто. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам јас и во пресрет на големиот христијански празник на сите слушатели, на сите гледачи. Посакувам значи све најдобро. Ви благодариме.